Play Cafe зборуваме за она што денеска ни се случува во Струга, во спомендомот на браќата Миладиновци. Со почеток во 13 часот ќе биде поставена самостојна изложба на познатиот сликар Мицко Мице Јанкуловски, а ќе биде промовирана и негова публикација. Деталите ќе ги дознаеме од господја Корнелија Конеска, која што е куратор и промотор на изложбата. Корнелија, најпрво ви благодарам што на практично 1 час пред изложбата најдовте време за овој разговор. Ева можност да ги поздравите најпрво слушателите на Плей Радио во Струга. Ви благодарам, Ирена, за интересот и за можноста да се обратам до пошироката публика во Струга. Ги поздравувам сите што го слушаат Плей Радио и навистина сме среќни што сме тука меѓу вас денес со изложбата на Мице Јанкуловски. Така, во Струга денеска изложува еден уметник за кој што светската јавност има брилијантни критики, наградуван на престижни манифестации од областа на уметноста, и тоа во Грција, Италија, Кипар, Бугарија и други земји. Како вие би го опишале творештвото на Јанкуловски и какво уметничко доживување може да очекуваат сите оние кои што ќе дојдат, затоа што подобар опис од вас не може да даде никој, пред се затоа што сте куратор на изложбата, а и уметноста е ваша култура на живење многу години наназад. Да, ви благодарам и за прекрасното представување. Мице Јанкуловски има 50 години творештво зад себе и секој уметник има свој пат. Така, патот на Мице е многу интересен, е него го препознаваат како мултимедијален уметник затоа што своите креативни идеи ги изразувал во многу медиуми, почнувајќи од карикатурата, анимираниот филм, сликарство на стакло, меѓутоа првенствено и секогаш континуирано бил насочен кон истражување во областа на цртежот и особено во областа на сликарството, и затоа првенствено е тој сликар, уметник во сликарството, да. Од најрана возраст, на 15 години, затоа минатата година велиме 50 години творештво, меѓутоа се веќе 51-52 години, кои ги брои нели годините веќе. Од 69-та година, кога ја насликал првата слика, тој започнал со органски форми кои што ги сликал во разни бои. Него го интересирала кинетиката, движењето, и тој таа прва слика ја насликал на панел во кој што поставил ротор за да се движи и за да види како ќе се мешаат боите при движење. Меѓутоа, во суштина тој негов израз на сликање на органски форми во едни затворени системи, во различни бои, го обележува како уметник долги години. И тоа понатаму од при истражување, мислам, на историчарите на уметност ја нарекуваат фаза 1 или форма 1, каде што ги користи речиси сите бои. Потоа настапува еден краток еден кус меѓу период од форма 2, каде што тој ги разбива тие форми, навлегува во детали и ги слика деталите на тие системи, каде што користи само 2 бои, од кои едната е секогаш црна, за да потоа премине во форма 3, каде што слика само со црна боја. И не само што се ослободи од сите бои, нели? Јас знам да му кажам, Мице ги потроши сите бои, сега остана само црната. Меѓутоа се ослободи и од четки. И сега она што го прави, она што го слика е во суштина релјефно сликарство, каде што има и една трета димензија, па да не речам и четврта времето, затоа што нанесува дебел слој на боја на која што гребе со различни алатки, кои што ги наоѓа, сам ги прави и така натаму. Значи еден автентичен израз
во сликарството, и тоа е навистина, како и што најави Ирена, одлично препознаено меѓу светската професионална публика, и од тука бројните награди кои што во последно време ги добива од секаде по светот. Така, токму тие светови кои што ги прикажува преку црната боја ќе ги видат денеска истружени и ќе си ги доживеат секој посебно. Во рамките на оваа изложба ќе биде промовирана и публикација. Кажете ми што содржи истата и како во неа е презентирано ова долгогодишно творештво на сликарот Мицко Јанкуловски. Да, сликарството на Мице Јанкуловски се карактеризира со неколку карактеристики. Прво е монохромно, затоа што само со една боја, црната слика. Потоа е мултипликацијата е еден од атрибутите, затоа што основните форми ги мултиплицира во рамките на една слика, меѓутоа и една слика мултиплицира повеќе пати и создава полиптиси кои што представуваат засебно дело. Потоа модуларноста е исто негов атрибут. Форматите, односно на сликите кои што ги слика, се секогаш во меѓусебна корелација. И можат, точно заради тоа, можат лесно да се мултиплицираат во поголеми полиптиси. И на крај минимализмот, затоа што со минимални средства ја постигнува целта, односно го искажува она што е во него како уметничка содржина. Точно тие работи ќе можат вечерва да ги видат на изложбата Стружани, денес на отворањето, меѓутоа и самата изложба трае до 4 февруари, така да и во текот на овој период може да се погледне. А публикацијата која што ја спомнавте и која што ќе ја промовираме денес е во суштина представување на неговото сликарство од форма 3, каде што текстови имаат напишано бројни историчари на уметност и неколку колеги, уметници на Мице Јанкуловски. Текстови имаат Владко Јанчевски, куратор од Македонија, Манос Стефанидис, професор и историчар на уметност и куратор од Атина, Мелани Зеферино, куратор на Фиренца Биеналето и историчар на уметност од Торино. Потоа Мати Гринберг, скулптор, уметник од Израел, Олга Тобрелуц, уметник од Русија, Жолт Петрани, кој што е раководител на секторот за современа уметност при Националната галерија на Унгарија во Будимпешта, и Александар Боровски, раководител на секторот за современа уметност на Рускиот државен музеј во Санкт Петерсбург. Така да навистина компетентни имиња имаат пишувано за творештвото на Мице, и во оваа навистина прекрасна публикација делата се, што е исклучително тешко од тие што се занимаваат со издаваштво, особено со печатење на уметнички дела, односно репродукција на уметнички дела, знаат колку е тешко воопшто да се репродуцира дело, а камоли црно дело да се репродуцира. Меѓутоа, ние со нашите соработници, тоа мислам дека на највисоко можно ниво го направивме, и ете, резултатот е оваа публикација на која што навистина сме горди, каде што елементите овие кои што претходно ги спомнав на атрибутите на сликарството на Мице Јанкуловски се представени најдобро преку деталите на сликите. Инаку, доколку се гледа само една слика или особено полиптисите, не можат соодветно да се репродуцираат на хартија за да може да се почувствува сликарството. Меѓутоа, кога ги поставивме деталите, тие говорат сами за себе, и мислам дека самата публикација го доловува брилијантно творештвото на Јанкуловски.
Така, во секој случај сите оние кои што ќе дојдат денеска, а и сите денови, спомнавте до 4 февруари, до кога трае изложбата, ќе имаат можност да видат, посебно сите љубители на уметноста кои што ги следат овие теми. Вие сте инаку директор на галеријата Остен и сите сегменти на уметноста се всушност ваша култура на живење. Кажете ми колку сметате дека Македонија е земја во која што се вреднува сликарството и дали уметноста како таква е само за избраници или пак сепак чека да биде избрана од сите? Да, не само култура на живење, мене ми е начин на живење уметноста и мислам дека се повеќе на оние кои што им е начин на живење, една од мисиите треба да им биде уметноста да ја приближат и кон другите луѓе, затоа што уметноста облагородува, уметноста е работата која што луѓето ги прави креативни, кои што ги прави иновативни, да размислуваат различно и надвор од кутијата, она што се вели. И во тој смисол представува непроценливо богатство. Еве колку и да сме оптеретени со сите економски, финансиски, политички случувања што не обкружуваат, еве во последнава година и здравствени, нели, со целава ситуација со пандемијата, сепак на крајот од денот уметноста е таа која што ќе и културата, нели, е таа што ќе посведочи за нас во иднина. Како што сега ги гледаме од археолошките или историските артефакти и осознаваме како живееле тогаш луѓето. Значи, тоа е нешто кое што мислам, која сум јас да зборувам за уметноста, нели, или било кој, тоа е нешто кое што првенствено е лично доживување, меѓутоа јас сум голем поборник на оние кои што кои што нивна професија уметноста во било која уметност и во било која улога на професионалното работење. Јас сум голем поборник за популаризација на уметноста и токму затоа секогаш кога ги правиме отворањата, дали во Остен, дали на Мите Јанкуловски, во последно време многу повеќе, јас се обидувам се она кое што сакаме да го пренесеме на едноставен, разбирлив јазик и на тој начин да предизвикаме интерес кај луѓето што повеќе да ги посетуваат изложбите. Затоа што многу сум свесна за една бариера и вие ја спомнавте дали нас ке не избере или ние треба да ја избереме. Ние треба да ја избереме уметноста, тоа е дефинитивно. Токму така, затоа и стружени треба да ги повикаме денеска да ја изберат токму уметноста. Само ќе морам уште еднаш пред крај да повторам дека во 13 часот е изложбата и ние како медиум претходно го објавивме терминот од 19 часот, но истиот беше променет, затоа за сите оние кои што сакаат да дојдат, повторувам уште еднаш дека е променето времето и поради временските услови и поради состојбата со пандемијата ќе се одржи денеска, односно отворањето е денеска во 13 часот. Корнелија, јас многу ве благодарам што одвоивте време. Секако ние ќе се видиме на изложбата и верувам дека ќе имате убаво искуство со стружени. Сигурна сум дека убаво ќе се дружиме со стружани и јас еве лично ги повикувам да дојдат и да лично го посведочат од ова што сега ние го разговараме на Play Radio. Токму така, ве поздравувам од студиото, верувам дека кога ќе помине состојбата и со пандемијата, а ќе имате многу поводи, верувам во Струга ќе ни дојдете не само вака телефонски да разговараме, туку и во нашето студио и уживајте во прекрасната зимска Струга. Верувам убаво ќе го искористите времето додека сте тука. Ние продолжуваме понатаму со супер музика на Play FM.